И еве го продолжетокот на видеото. Продолжетокот ми беше целото. О. Така. Вака. Убаво да го снимиме ова ремек дело на природата. Се постигнува со тие пари на Да. И на крај ова тука ограда прекрасна да се сними. Да, се има што да се види. Да. Да, и еве го скршениот бродец за кој што зборев пред неколку месеци од сега. Ајде да видам да успеам да го завртам. Така. Добро. Мислам дека е добро. Сакав онака да направам едно миниатурно видео за тоа колку во наводници се вложува во нашиот град. Стори никаде не се вложува, ама па некои места ептен штрчат со децени, не со години, со децени. Ја ќе се ставам овдека покрај контейнериве. Се види убава слика. Значи, каде сме, во која депонија и на кое ѓубриште од светот. Така најубаво ќе го долова моментот, што сакам да го кажам. Инаку јас сум Снежана. Сакам да снимам видеа со цел да направам начин да може малку да се комуницира помеѓу нас граѓаниве. Затоа што медиумите, у суштина, знаеме како функционира кај нас се. Медиумот си е приказна за себе. Значи, прави програми кои што имаат и ограничувања што може, што не може да се каже. Затоа ги правам овие видеа со цел да комуницирам со тие со кои што можам да комуницирам преку коментари. Инаку се занимавам со изработка на кутии, рачна изработка на кутии од хамер, картон, хартија и фолии. Веќе 5 години, како што може да се види на видеата подоле. И во последно време се одлучив да снимам видеа со цел еден ден да живеам од YouTube видеа ваши. Па така, кога проминува сега тука покрај Кеов, не може да останам равнодушна и да не кажам една мисла што ми дојде на памет, а тоа е следното. Го гледам овој дел овдека, а и цело натаму е Скопје исто. И после Джамбо, и после Кеот на Вардар, нели што го зашминка малце што го направија и тоа се. И се запрашав онака себе си, возможно ли е, откако јас имав 16-17 години од прилика, значи, возможно ли е да не се вложи ниту денар од касата на град Скопје? Значи, тука поминувале многу градоначалници, многу луѓе, многу советници, граѓани кои што заедно сме живеели, заедно сме ги газали овие плочки. Во рокот овие 2 децении, затоа што јас имам 41 година, буквално плочките се така како што јас ги памтам од мојот тинеџерски живот. И ми текна онака, нели, на последниот градоначалник и викам дали е можно, значи, само да се збори, а толку ништо да не се прави. Сега имаме нова градоначалничка, ке речеш да не плюкам, да не кажувам вака онака. Сега имаме нова градоначалничка, ќе видиме што ќе направат овие низини 4 години. Дали девојката ќе стави една тула овдека на ова наше место каде што ако сакаш некој да ти дојде да го прошеташ некаде, каде ќе го прошеташ?
ќе покршиш сандали овдека по вакво по камењава. Жално. Многу жално. Тоа е. Скопјани си живеат. Гледам дека исто има доста радосни фаци некако низ Скопјево, иако е жешко, сепак е пријатно и може да се диши, има убаво ветренце. Ама оваа мисла ми дојде на памет. Исто така го снимив во почетокот на видеото, ја снимив автобуската станица Карши ГТЦ, која што освен рекорд, нели, е една од најфреквентните и Битпазар, една од најфреквентните автобуски станици во Скопје. На неа, освен таа, е една посрана клупа, што ако седнеш на неа ќе ти изгори грзот, кој што е многу жешка. Нема кај да се седне. Испокршено и бербата е направено целиот тој дел, канта за ѓубре нема. Немаш каде да фрлиш ѓубренце. Ако стоиш таму, освен она липа што израснала и што ти држи сенка, буквално ќе те фати сончаница и припек, ќе паднеш у несвест ако стоиш таму, и така што и таа е во функција. За рекорд па и да не зборам, рекорд остана, се батиса, се направи за нигде. И така. Кога веќе немам каде да го кажам ова, со надеж дека можеби ќе допре каде што треба и дека дешто ќе се смени на подобро, го правам ова малечко, миниатурно, небитно видео од една апсолутно небитна граѓанка наречена Снежана. Криво ми е, многу ми е криво, ми се плаче дури. Слушнав еден муабет дека наводно ќе се правил Луна паркот. Конечно дека ќе имаме Луна парк. Да се надеваме дека тоа е точно и да се надеваме дека ќе се случат промени кои што за нас ќе бидат, ќе ни понудат подобри услови за живот. Тоа е, немам друго што да кажам. Пите вода, жешко е, да не дехидрирате, бидете умни, сакајте го Скопје со дела, сакајте ја Македонија исто така со дела, затоа што си граѓанин, може не се ние македонците не сме ни граѓани од прв ред и во нашата Македонија, ма ајде, теоретски граѓанин од прв ред може да бидеш само таму кај што се родил, секако ако ги преземеш и обврските кон таа земја. Би сакала да живеам во земја каде што има луѓе кои што си имаат поголемо чувство на обврска и одговорност према својата држава. Како што кажува Владко Стефановски во онаа негова нова реклама, кој замислувам Скопје со луѓе кои што сакаат да сакаат, кои што сакаат да творат уметност, така натака, мислам, посакувам во нашава земја да живеат луѓе кои што ќе чувствуваат поголема одговорност за земјава во која што се. Тоа би го кажала на крај. Чао и се гледаме во некое наредно видео, кој што планирав да снимам едно друго видео, ама ете ова ми искрсна, ама ќе го снимам и тоа. Бе сака и поздравува Снежа Мрежа. Чао!